Денеска во основното училиште Никола Карев официјално беа пуштени во употреба новите спортски терени во училишниот двор, кои се уредени и опремени со нова подлога, голови и терени за баскет. Во склоп на двете игралишта, фудбалското и кошаркарското, однодомно е уреден и парк за најмалите. Денеска конечно завршен проектот кој што го работиме веќе подолг период заедно со Ротари клубот Кочани Виница и Фондацијата за локален развој од Штип. Овде се позади мене се наоѓаат два терени, едниот е за кошарка, другиот е за фудбал. Тоа се терени кои што ќе ги користат дечињата на учениците во Долу Никола Карев Кочани, но ќе биде од општествено значење бидејќи терените ќе бидат отворени и ќе бидат достапни за сите граѓани и дечиња на територија на општина Кочани. Првиот дел од овој проект кој што беше детскиот парк кој што се наоѓа веднаш до нас. Тој беше отворен пред околу месец дена и сега заедно со овие два терена го закружуваме целиот проект кој што го работиме заедно и долго очекуван, кој што го најавивме уште на почетокот на учебната година, кога ги склучивме и меморандумот за соработка со клубот Ротари клубот Кочани Виница. Овој проект успешно се реализираше со средства од Ротари клубот Кочани Виница, како и од буџетот на училиштето Никола Карев. Ова е првиот од многуте проекти кои следуваат. Чест ни е да бидеме денес тука и да го видиме радоста да видиме на децата кои уживаат во овие спортски терени. Целиот овој проект е во вредност од 1.300.000 денари, во кој учествуваат, како што кажавме, училиштето Никола Карев со 700.000 денари и остатокот е од проектот направи разлика. По официјалното пуштање во употреба на спортските терени, директорот на основното училиште Никола Карев, Александар Рандов, им додели дипломи и пехар на женските фудбалерки кои освоија второ место на завршните училишни надпревари во фудбал кои се одржава во Скопје.